Гевгелиските училишта ќе набават компјутери за полесно спроведување на онлайн наставата. Градоначалникот Сашо Поцков рече дека тендерите за набавка се распишани и се прибираат понуди. И втори дел на кој се фокусираме го поделуваме на две групи. Првата е да ги опремиме сите училишта со електронски помагала кои може да поддржат на националната платформа. Од денес веќе течат тендери по училиштата, обезбедени се средства од сопствени од училиштата и дел од општинските средства од општинскиот буџет за помагала, електронски помагал, компјутери или лаптопи за наставниот кадар. Исклучиво за наставниот кадар течат тендерите. Зошто? Заради тоа што да може настава да се емитува онлайн. Меѓутоа наставата има и друга страна, намената е за учениците. Се прават тие сонтажи и мал е бројот, верувајте, мал е бројот на оно што останува дека е без електронски помагала и нема можност од социјален аспект или од друг аспект да ја следи наставата. Тие ќе бидат во втората група, кај што ќе го решаваме со повикување на општествена одговорност од фирмите и доколку не се соберат доволно средства, а и самите ученици што ми кажуваат остануваат компјутери од порано, што не се во функција, ќе бидат доопремени и дадени на учениците, така да и втората целна група, значи ученици кои треба да го следат образовниот процес, ќе бидат задоволни. Поцков смета дека засега наставата во гевгелиските училишта се одвива без проблеми. Според него, бројот на ученици кои што немаат електронски уреди за следење на онлайн настава не надминува 70. Да не остане нејасно за гледачите и за гевгеличани, и во моментот тие што ги немаат техничките помагала, на два начини следат наставата. Кој е начинот? Што ја следат? Први дел со изјава од родителите доаѓаат физички на часови, тоа е дозволено по протоколите, значи и од четврто одделение нагоре, а и дел од нив добиваат пишани материјали, кои не доаѓаат физички на настава, добиваат пишани материјали и тоа е дозволено по протоколот, така да во склад со протоколот наставниот процес се одбива и ги опфаќа сите регистрирани ученици. Гледајќи ги секојдневните анализи што ги прават училиштата, од првиот ден колку луѓе немале пристап, сега излегува дека после 3-4 дена се вклучиле во наставата, по мене таа бројка нема да надмене повеќе од околу 60-70 ученици. Во Миравци родителите поднесоа петиција и бараат учениците да посетуваат настава во училиштата. Градоначалникот најави дека од следната недела ќе се сретне со нив и ќе се разговара за сите прашања.